Почитувани сограѓани, драги пријатели, добра вечер. Предмалку чувме една од првите песни што биле напишани и испејани за време на народно-ослободителната и антифашистичка борба. Нашата државна химна "Денес над Македонија се раѓа", авторско дело на Владо Малески, била една од најпопуларните партизански песни што го обединувала народот во борбата за национална слобода и социјална правда. Во предвечерието на 11. октомври, денот на Народното востание, со медал за заслуги за Република Северна Македонија, им оддаваме почит на дел од нашите врвни уметници кои создаваа и интерпретираа песни за животот на нашиот човек низ вековите и неговата борба за слобода и човечки правдини. Имаме многу причини да им бидеме благодарни на нашите легенди, но денес од сите нив ќе издвојам само две. Прво, народното творештво е централната точка на македонскиот идентитет. Создавањето и пренесувањето на народните песни е најзначајниот колективен творечки подвиг на македонскиот народ во услови на окупација и пропаганди. Песните што им помагаа на нашите предци да ги издржат сите обиди за асимилација стана неоттуѓив дел од нашиот идентитет. Како сведоштво за јазичниот, културниот и духовниот идентитет и континуитет, песните паметат многу повеќе отколку што ние можеме да заборавиме. Почитувани уметниците кои денес ги одликуваме, ги посветија своите животи на промовирање на овој суштински елемент на македонскиот идентитет. Преку нивниот неповторлив инструментален и вокален талент, овие врвни народни уметници ја представија нашата изворна музика пред македонската и светската јавност на маестрален начин. Преку нивните настапи и концерти, тонски и видео записи, светот дозна за уникатниот седомосменски македонски ритам. А самите уметници создадоа авторски дела кои беа прифатени од народот и станаа дел од сите наши приватни и јавни прослави. Најголемиот дел од нив денес повеќе не се меѓу нас. За жал, повеќе од 3 децении независната македонска држава им немаше изразено должна почит на највисоко ниво за нивното дело, иако нивните креации го прославија македонското име на сите меридијани. Ке започнам со бардот на македонскиот мелос Никола Бадев, кој интимно ја доживуваше песната и емотивно се вградуваше во неа. Од параходот, преку "Послушајте патриоти", па се до љубовните и шегобини напеви, Бадев со својот глас успеваше на секоја песна да ја даде душа. Негов најпознат современик е славеот одгаличник Александар Сариевски. Овој уметник што се раѓа еднаш на 100 години, испеа стотици песни, меѓу кои антологиската "Зајди, зајди, јасно сонце". Кон нив природно се надоврзува Васка Илиева, некрунисаната кралица на македонската изворна песна. Таа ги исплотуваше македонците каде и да се, особено со незиното најизведувано дело "Земјо македонска". Васка Илиева остави зад себе над 1000 изворни македонски песни и беше една од најпознатите амбасадори на македонската музика во светот. На истата генерација и припаѓа и Вања Лазарова, вокалист од светски калибар. Никој не останал рамнодушен на незината интерпретација на класикот "Со маки сум се родила". Денес се сеќаваме и на дебарчанката Мирвет Беловска, која од љубов кон песната го отфрли фереџето за да може слободно да настапува. Таа ни ги остави првите снимки на чалгиските напеви "Подрум одам мајче" и "Ја излези Ѓурѓо". Од дебарскиот крај е и великанот на градската, лирска и елегична народна песна Кирил Манчевски. И денес неговите музички бисери "Абер дојде Донке" и "Кога си тргнав туѓина" го имаат истиот ефект врз слушателите како и пред 5 децении. Во оваа прилика се подсетуваме и на најголемиот боем во својата генерација народни уметници Јонче Христовски. Овој пејач, текстописец и композитор, како никој друг, знаеше да се соживее со песните и да ни помогне да се препознаеме и во радоста и во тагата. Неговите "Ој Вардаре македонски" и "Македонско девојче" се одамна прифатени кај нашиот народ како негови неформални химни.
Među velikaните je Ajri Demirovski, koji daleko odrodni od kraj, so jednostavni noti i zborovi znaješe da iskaže najdlabuki emociji. Bitola moj roden kraj je pesna koja mnogumina je smeta za pesna na vekot, a jedan njezin stih je ispišan i na njegovata nadgrobna ploča vo Izmir, Turcija. Danes na listata na odlikuvani imam i dve vistinski dami na narodната muzika. Anka Gijeva je započna svojata karijera so Eleno Kerko, a se proču sa legendarните Kaži Libe Stano i ajde slušaj Kaleš Breanjo. Site koji prisustuvale na neziните koncerti, pameta deka nezavisno da li nastupovala solo ili duet, sekogaš pejela vo živo. So nas danes je i Violeta Tomovska, koja vo izminative 60 godini snimi nadiljada pesni, održa ogromen broj koncerti i vo zemljava i vo svetot i izdate ploči sortiraš od nad 100.000 primjeraci. Gospođa Violeta, vi blagodarime što ni podarivte toliko mnogo ubavi pesni kako pesna vi pevam Makedonci, za mnogo godini Makedonci i molitva. Počituvani site ovije vokalni umetnici vo svojite karijeri nastupuvaa so brojni orkestri i solisti, no među njih 3 imenja se izdvojuvat. Nedostižniот majstor, solistot na gajda Pece Atanasovski, beše istovremeno i koreograf, igraorec, pedagog i osnovač na festivalot na narodni instrumenti i pesni, što iznedri vrvni etno muzičari. To je ne dozvolуваše šundot da prodre i da je zagadi čistata narodna tradicija. Второто име на оваа листа е неповторливиот Тале Огненовски, првиот македонец кој настапил во Карнеги Хол. Еден од најголемите виртуози на кларинет во светот, чиј опус вклучуваше народна, класична и етно джез музика. Легендарниот Корчо Петровски, пак со својата хармоника и оркестар, компонираше незаборавни сплетови на ораи песни, што и ден денес се изведуваат. Многу наши естрадни звезди ги започнаа своите кариери токму во негова придружба. Почитувани присутни, ова се најголемите источници на македонската народна музика и песна. Секој од нив заслужува посебна чест и церемонија, а заедно ни ги презентираат многобројните слоеви на изворната македонска народна музика. Тие соработувале и се поддржувале меѓу себе, свесни дека не работат само за својата лична кариера, туку за една многу повисока цел. Пример за оваа преплетеност е најпознатиот дует на македонската народна музика, Томовска-Манчевски, што во придружба на Корчо Петровски изведе многу песни напишани Јонча Христовски. Бадев и Сариевски остварија незаборавни дуети со Васка Илиева, Анка Гиева и Мирет Беловска. Вања Лазарова соработуваше со Пеце Атанасовски, Христовски, Сариевски и Томовска ја прославија Битола мој роден крај на Ајри Демировски. Нивните дела се пример за вистински патриотизам. Затоа не треба да чуди што нивните изведби и песни толку моćно не поврзуваат и сплотуваат независно каде се наоѓаме во светот. Почитувани присутни, сето досега не води до втората голема причина поради која сме им благодарни на нашите врвни народни уметници, а е поврзана со нашиот најголем национален предизвик – поделеноста или поделбите во македонското општество. Исправени сме пред немала задача. Како во време на длабоки поделби да ја обновиме свеста за општото добро и да размислуваме и работиме не само за личниот интерес. Во минатото, кога не сме имале своја слободна македонска држава, народните песни им давале сила и надеж на нашите предци да ги издржат сите премрежија. И денес, творештвото на нашите народни уметници не го дели, туку го сплотува народот. Колку и да сме раскарани, сепак ги слушаме и пееме истите песни, што не подсетуваат дека сме дел од еден ист народ. Кога ги слушаме и пееме овие песни, стануваме дел од големата средба на поколенијата, минати и сегашни, во татковината и низ диаспората. Бидејќи преку народниот мелос, најавтентично го доживуваме македонскиот јазик како наша единствена, комплетна татковина. Овие песни за слободата, за болката, за носталгијата и за љубовта можат, барем за момент, да ни помогнат да ги заборавиме поделбите и да свртиме нова страница во нашите животи, во кои ќе имаме поголема почит едни кон други. Иконите на македонската народна музика ни даваат пример како заедно можеме да ги надминеме и актуелните предизвици. За песната "Параходот ми пристигна" да не биде наша судбина и нашите животни патеки да не ги газиме далеку од татковината. Благодарам.